Така, добро утро и ова утро од Собраниски брифинг. Гостин во овој Собраниски брифинг е господинот Илија Николовски, која е во коалиција со СДСМ, но е председател на партијата на пензионерите. Ќе разговараме за се она што се случува во Собранието изминативе неколку недели, нели, односно има и повеќе од 2-3 месеци. Овде во Собранието, како што јавноста знае, е блокирана, нема кворум за изгласување на важни закони кои се битни за граѓаните, но ќе поразговараме и за други теми. Добро утро, господине. Добро утро. Да, најавата ја слушнавте. Собранието веќе подолго време е блокирано, нели, од опозицијските партии. Прво ВМРО ДПМН не сакаше поради она своја одлука да прави кворум на собраниските седници. Потоа Алијансата на албанците со илјадници амандмани блокираше исто така битни закони. За на крај спикерот Џафери поради недоверба кон овие две партии да свика двајца пратеници болни од коронавирус во скафандери да дојдат и да бидат изгласани законите од 32-та и 36-та собраниска седница. На 36-та собраниска седница беа антикризните закони. ВМРО ДПМН денеска најави дека ќе поднесе кривични пријави против двајцата пратеници кои дојдоа заболени од коронавирус, нели сепак по сите оние здравствени протоколи. Прашањето ми е: како ја оценувате оваа постапка на ВМРО ДПМН и што е со имунитетот, собранискиот имунитет на овие двајца пратеници? Благодарам на прашањето. Јас би прво почнал со собранискиот имунитет на пратениците. Значи, пратениците се народни избраници и се должни и обавезни целокупната своја работа да ја насочат кон потребите на граѓаните. Граѓаните, неговото височество, гласачот кој ги гласал. И токму затоа пратениците се тие кои со нивната пратеничка легитимација можат слободно да се движат на територијата на Република Северна Македонија и за време на кризна состојба. И токму затоа, почитувајќи ги сите протоколи, безбедностни протоколи кои се пропишани уште во јули месец, значи не се нарушени безбедностните протоколи, председателот Џафери одлучи, повторам, со почитување на сите безбедностни протоколи, со изолација, да ги покани овие двајца пратеници кои имаат должност и обавеза, кои се платени од овој народ и да работат за народот, да се изгласаат овие закони. На мене не ми е јасно за 32-та седница. 3 дена ВМРО дискутираше за стратегијата за антикорупцијска комисија. 3 дена секој почнуваше својата дискусија дека ние ја поддржиме и ќе ја поддржиме оваа стратегија. Се заврши дискусијата и кога требаше да се почне со гласање на 32-та седница, со другите точки кои беа останат, они излегнаа тие кои што и устите им беа полни дека ќе го поддржат. За мене тоа несватливо. Тоа без никаква лична и општествена одговорност. И сега тие кои ги рушеа мерките за безбедност, тие кои организираа митинзи пред Министерството за одбрана, тие кои одеа по кафани, тие сега ќе поднесуваат кривични пријави против пратеници кои дошле да гласаат во интерес на народот, почитувајќи ги сите безбедностни мерки. Ево да почнеме. Пратеничката од Битола дојде со приватно санитетско возило. Од тоа санитетско возило влегува во лифт кој е изолиран, доаѓа во канцеларија која е подготвена за таа ситуација во согласност со протоколите и насоките од Комисијата за заразни болести, завршува гласањето, никакви контакти, ама со никој не има. Меѓутоа ја изврши својата должност како пратеник. Јас не можам да ги сватам тие кои доаѓаат и се потпишуваат и излегуваат да земат патни трошкови и дневници, дека тие имаат... Така е пратеничката... Каква е таа пратеничка одговорност према
народот заврши. Пратеничката дојде во скафандер да гласа, рече дека ќе поднесе кривични пријави поради тоа што доаѓаат само 10 минути на своите работни Ево места. сега вие да дојдете на работа, да се подпишете или вашата картичка да провлечете и да заминете цел ден да нарва. Кој во оваа земја, не во оваа земја, кој во светот би ве трпел вие да дојдете, да се подпишете, да земете патни трошкови и да се водите дека сте работеле, а фактички ништо. А не само што собранието го блокираат, ги блокираат и комисиите, например комисијата за финансирање и буџет, не се свикуваат седници и така натаму, така да народот гледа тоа. Како да се надмине целата оваа ситуација? Имаше еден обид од спикерот за Пири онлайн собрание да се воведе и тоа само за заболените коронавирус да можат да гласаат електронски. Сепак Левица мислам дека овој предлог, но и опозицијската ВМРО, ДПМН и Алијансата не го прифаќаат предлогот. Со оглед на тоа дека знаеме дека повторно може да се случи заболени пратеници да има владачкото мнозинство, повторно може да се блокира носењето на некои закони. Спикерот Зафери рече дека во случај нема да дозволи уцени и ќе ја продолжи праксата да свикува пратеници заболени од коронавирус во скафандери. Значи, прашањето ми е како да се надмине оваа ситуација? Има ли никакви шанси собранието да биде пофункционално? Таа шанса може да се надмине само со подобрување на нашата безбедносна и политичка култура. За жал, нашата политичка култура е на многу ниско ниво. За жал, ние многу често употребуваме ние и вие, додека не почнеме да употребуваме заедно, да направиме дека работиме заедно за потреба на граѓаните, а не за партиски и политички потреби. Значи, сите треба да размислат дека нашата политичка култура треба да се подигне на повисоко ниво и само со диалог во рамките на собранието тоа може да се надмини. Иначе јас не гледам, јас многу често употребувам една реченица, покажуваат својата доследност во недоследноста или својата принципелност во нивната непринципелност. Видите, политичките лидери, односно партиските лидери се договорија и јас знаев дека пак нема да се почитува. Они сакаат да наметнуваат своји игри на однесување во собранието. То кои точки да се гласаат, па председателот е должен да го спикерот вчера пластично ја објасни ситуацијата да ги почитува правилата на собранието, деловникот на собранието, работи по деловника, а не по желба нити на политички лидери, нити било кои други. И треба координацијата измеѓу координаторите на пратеничките групи да се подобри и да секој пат имаме во вид дека сме ние платеници од овој народ и дека сме должни и одговорни пред народот совесно и одговорно да ги вршиме нашите должности. Јас не можам да сватам некој да дојде да се потпише и да замене или да не доаѓа на општа една комисија, а ќе се појави повремено на говорница и ќе прети дека ќе убива, дека ќе плюва и така натаму и дека ќе суди. Сега колку е одговорност, поголема е одговорност на тие што се потпишуваат, а не гласаат и го кочат. Замислите колку закони се кочат, кои се за кризите. 60.000 работници чекаат плата, а некои се и живо одат за некои своји партиски цели, само со една цел да колку е полошо во државата, толку е подобро за нив. Јас сега да кажам уште например околу короната кризата короната. Дали сте вие забележили еден, ама баш еден од опозицијата да јавно каже, да ги повика граѓаните дека треба да се почитуваат мерките, дека тоа е во интерес на сите граѓани. Никој не го, само чекаат како во заседа нешто да се случи. Тоа е значи ставот на опозицијата, нели? Во секој случај денеска на Комисијата за одбрана и безбедност е предлог одлуката за одобрување за продолжување на кризната состојба на дел од територијата на Македонија заради ризик од
транзитирање на мигранти и заштита на јавното здравје. Рокот ми се чини дека истече на 1 април истече, така. И веќе имаме 20 дена без одлука за заштита, односно распоредување на војската на северната и јужната граница. Во време на корона криза најверојатно имаме и помалку мигранти, затоа што Македонија е омилената рута на мигрантите до западноевропските држави, нели? Во секој случај, што значи оваа одлука беше блокирана со амандмани од Алијансата, како одговор на амандманите поднесени од ВМРО ДПМН. Повторно имавме блокирање на оваа одлука. Што значи една држава да остане без војска во ваква ситуација? И овде се гледа нивното ирационално, контрапродуктивно и неодговорно однесување. Замислите, ние бараме продолжување на кризната ситуација на дел од територијата на Република Северна Македонија, затоа што се очекуваат доаѓање на мигранти, затоа што со пандемијата може да биде загрозено животот и безбедноста на граѓаните и они ради некои своји политички цели го блокира донесувањето, односно продолжувањето на одлуката за кризна ситуација на деле. И владата беше приморана да донесе одлука со важност од месец дена, да го извести врховниот командант за таа одлука и ние не останаме без ангажирање на војската. Меѓутоа, сега денеска е поставено тоа на Комисијата за одбрана и безбедност. И замислите да пак да не верувам, не сакам и да помислам дека... Рекоа дека ќе го гласа. Замислите, ево, една оваква мерка ти ја блокира. Значи, ние имаме сега помалце мигранти затоа што временските прилики беа такви. Меѓутоа, Македонија е омилена рута на мигрантите од блискиот и од далечниот исток преку Македонија. Ние имаме едно време за еден ден во Македонија, односно низ Македонија поминуваа повеќе мигранти него Бугарија за месец дена. Значи, ние мораме, полицијата не е во состојба бројчено сама да ја обезбедува границата. Значи, мораше да биде ангажирана. Мора да биде и да има една координација помеѓу Министерството за внатрешни, Министерството за одбрана, односно Генералштабот, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерство за здравство, односно сите фактори во државата кои се одговорени за безбедноста и за животот и здравјето на луѓето. Така. Се надеваме дека ова предлог одлука ќе помине и на собраниска седница, поддржана од опозицијските партии ВМРО, ДПМН, Алијанса и Ливица. Во секој случај ви благодарам за разговорот, господине Николовски. Се гледаме во друга прилика, нели? Благодарам и јас на вас. Така. Студио, ова беше разговорот со претседателот на партијата на пензионерите, кој е дел од коалицијата на СДСМ.